Сега со линк ќе се вклучиме пред владата на Република Македонија, каде што не чека Небојша Томик, пиар на владата. Небојша, дали се слушаме? Кај, се слушаме како СДС само што го слуша гласот на граѓаните. Значи имаме некој проблем во конекцијата? Много добро, много духовито. Би сакала да поразговараме за кадровските политики на СДСМ. Добро. Што? Дајде ме, не е проблем, значи све ќе одговорам. Јас сум тука за да одговорам на вас. Повелете. Јавноста е заинтересирана како директорот на МТВ, кој беше назначен од ВМРО, е повторно избран за директор. Ај, ќе биде, бе, брат, ќе биде, што се замарате? Значи, глед, директорот го бира Советот, сега Советот го бира собрание на предлог на влада. А кај да овие ќе се вратат, нема кај кидат, разбираш? Ќе се вратат, ќе се состанат, ќе овие ќе прифатат собранието и оп, 2021 ќе имаме директор нов на МТВ, дај Боже. А Крамарска, која беше уредник на Утрински, е советник на Шекеринска? Да, точно е тоа. Јово Вангеловски е уште председател на Врховен и не само тоа, треба да го реформира судството за кое велевте дека го урниса. Мислам, што ес. Што ес, така што е така. Абе, што сте се запнали, дајте време, бре, луѓе. Значи, ние режим со пенкало мрт, бутнавме сега за Јово. И на него ќе му дојде време. Значи, кај да е, све ќе биде кул, све ќе биде све. Ние имаме визија, ние имаме план за живот у Македонија, ме разбирате? Вие не можете еден директор да смените, а народот е уплашен дека ќе го смените името. Види го, ние од претходниве закони што ги донесува власта претходна, не можеме с Јалица да смениме тоа името, мисле. Да. Ви благодарам. Фала, слушај, фала и на вас. Поздрав, нешто ќе се, фала што ми давте шанса. Иле, поздрав.